Колега Фадел Зендели, се сложувам дека треба да се оди на предвремени избори и се согласувам со вашиот став, но би сакала да додадам дека имаме власт која наместо да работи си прави пазар со оној што ќе ги продолжи нивните расипнички политики. Во контекст на тоа, верувам дека ќе се согласите сите со мене, дека новокомпонираната влада ќе ја продолжи воспоставената практика на владење со криминал, корупција, непотизам, распродажба државните национални интереси, газење на достоинството на секој македонец, кои понижени и осиромашени долго чекаат во чекалницата на Европската Унија. Иако во програмата се спомнува владење на правото, ред, антикорупција, безбедност, владата ветува дека ќе се води од основните и напреднатите принципи на добро управување, одговорност, отчетност, честно работење и достапност. И сето ова би звучело добро доколку го зборува некој кој во изминатите 6 години го практикуваше сето тоа, но не и владата на СДСМ и ДУИ, бидејќи не е одлика на оваа влада, ниту можеме да им веруваме дека ќе е одлика на новокомпонираната влада со новите министри и нивните заменици. Колега, добро кажавте дека владата која преживува и оваа реконструкција е само обид за спас на СДС и ДУИ. Дека станува збор за анонимуси во јавноста, нема да избегаат ни милиметар од нивните насоки, зборува тоа што предлог за состав на оваа влада ги сочинуваат ликови, и тоа партиски кадри или блиски на владата, кои што се без план и стратегија за што понатака. Овие политички измамници и манипуланти треба да ви биде јасно дека немаат капацитет да спроведат сериозни реформи и ја изгубија довербата кај македонскиот народ. Нема напредок на државата, ниту пак граѓаните живеат подобро. Нереализирани ветувања за подобрување на стандардот, имаме само задолжувања, а рекордно високи буџети. Нели се чувате последиците од здравствената и економската криза и осоромашувањето се повеќе ги чувствува народот. За тоа придонесуваат и новите поскапувања, како и верижното влијание на ценовниот скок на многу производи кои создаваат загриженост кај сите